Нека размислат тие кои што имаат проблем. Тоа е позицијата на владата соопштена од министерот за здравство за новата извршна наредба на претседателот на САД со која се проширија основите врз кои лица од Западниот Балкан може да бидат санкционирани. Одлуката на Џо Бајден, кој за 10 дена ја напушта Белата куќа, значи проширен опфат на мерки за сите оние кои се одговорни или вклучени во напорите за оневозможување, попречување, загрозување на мирот, стабилноста и безбедноста на земјите од Западен Балкан, но и за поткопување на меѓународните договори како што е Преспанскиот. Имаше практично најава дека имаме поригорозни мерки од претседателот на САД, Бајден, за тие кои што злоупотребуваат и не ги почитуваат одредени меѓународни спогодби, посебно за Западен Балкан. Ние го поздравуваме и мислам дека како влада се придржуваме максимално на сите тие меѓународни договори. Новина во извршната одлука е дека не само што ќе се санкционираат оние кои се вклучени во корупција или политички поткуп на Западниот Балкан, туку и нивните сопружници и деца. Ова засилување на основната извршна наредба донесена во 2021 година доаѓа само еден месец од како црната листа беше дополнета со двајца македонски државјани, две звучни имиња, судијата Енвер Беџети и екс-вице-премиерот Артан Груби, за што примале подкуп за да се подкопаат судските процеси против Сашо Мјалков, поранешниот шеф на тајната служба, случај кој се уште е тема на партиски обвинувања. СДС покрај ДУИ се највеќе виновни зошто на Македонија воопшто и се случи Груби. Да не беше нивната желба за власт по секоја цена, или ќе воведа постапка против Груби, или воопшто немаше да дозволат да дојде до тоа. Нема амнестија за СДС во случајот Груби. СДС знаеле од прв ден што прави Груби. Одговорност побара и од вреди коалицијата на владеачки партии на албанците. Доколку ДУИ сака да ја потврди сериозноста на своите заложби за владење на правото и за севкупен општествен интегритет, неопходно е итно да се покаже дека нема да толерира сомнителни активности во своите редови. Исклучувањето на Артан Груби од партијата е неопходен потек за да се испрати јасна порака дека партијата и низините лидери се искрени во заложбите за почитување на законите и силно партнерство со САД. Се друго е јасен доказ дека тие го прикриваат и штитат нивниот другар, Артан Груби, велат од вреди. Груби, кој неколку дена по обелоденувањето на црната листа замина од земјава, е на меѓународна потерница на МВР, но за друго дело – финансиски малверзации во државна лотарија. За Гласот на Америка. Од Скопје, Владимир Мирчевски.